сега е времето да се обноват сите проблеми, да се надминат и да се надминат промашените економски политики. Сега е времето кога треба да го вратиме сјајот на македонското себество и да изградиме подобар свет за нашите деца. Сега е времето да се биде праведен и да им се служи на граѓаните. Оваа конвенција е токму во функција на реализација на нашиот концепт. Оваа конвенција е уште еден сигнал дека ВМРО-ДПМН има внатрешен капацитет да осигура демократски и правилен избор на предстојните локални избори. Конечно, оваа конвенција е најсилната порака дека нашите политики имаат препознатливост која е прифатена и поддржана од нацијата. Дами и господа, го поканувам членот на извршниот комитет на ВМРО-ДПМН, господин Зоран Коњановски, да се обрати на овој свечен собор. Да живее ВМРО! Да живее! Добро вечер, кавадарци! Добро вечер, победничко кавадарци! Добро вечер за членовите и симпатизерите на ВМРО-ДПМН, најголемата и најзначајната партија во Република Македонија. Добро вечер за унијата на млади сили на ВМРО-ДПМН. Добро вечер за унијата на жени на ВМРО-ДПМН. Добро вечер за сите оние симпатизери на нашата политичка партија. Добро вечер, победничко кавадарци. Ова вечер го гледам кавадарци онака како што доликува. Одлучно и сигурно. Кавадарци мора да продолжи да се движи по патот, по зацртаниот пат на реформите и победите. Кавадарци не смее да се враќа чекор назад во мрачните сценарија на СДСМ и Бранко Црвенковски. Кавадарци мора да продолжи да се развива како модерна општина. Општина која ќе биде отворена за секој граѓанин. Општина која ќе работи транспарентно и отчетно. Општина во која градоначалникот и советниците ќе работат за интересите на кавадарци и за секој граѓанин во Кавадарци. Општина во која нема да има делби на граѓаните. Општина како што им личи на кавадарчани. Ова вечер во Кавадарци две работи се сосема сигурни. Првата, дека ВМРО-ДПМН е победила. И втората, дека Александар Панов ќе биде новиот градоначалник и ќе го продолжи својот успешен 4-годишен мандат со нов 4-годишен мандат. Ова вечер исто така е сигурно дека советничката листа на ВМРО-ДПМН и нашата коалиција, која ја предводи Пеливанова, ќе победи на овие избори. Од првиот ден на доаѓањето на нашата власт, ВМРО-ДПМН, предводено од нашиот председател Никола Груевски, покажа дека може да се смени ликот на политичарот во Република Македонија. Изминативе години нашата партија покажа дека може да се води политика која е концентрирана на народот, на граѓаните, а не лично на некој политичар. Изминативе години се види дека проблемот не е во државата, нити е во народот. Јасно се види дека порано проблемот на Кавадарци и на Македонија беа неодговорните политичари.
Они истите политичари кои и сега, штитејќи ги своите лични интереси и својата обстојба на политичката сцена, не размислуваат за интересите на граѓаните, не и за интересите на Република Македонија. Кавадарци добро знае дека за Бранко Црвенковски и за СДСМ единствено е важно интересот исклучиво на Бранко Црвенковски. Нив око не им трепнува за кавадарци, нив око не им трепнува за граѓаните, нив око не им трепнува за земјоделците, за лозарите, за младите, за стопанството, за Република Македонија. Нив единствено важно им е интересот и она што ќе го каже само Бранко, секако сега здружен заедно со Љупчо. Двајцата здружени и единствени во видот за заштита на нивните лични интереси и во видот да го забават нивното заминување во политичката историја. Но наспроти мрачните сценарија и веќе видените игри и лавиринти на Бранко Црвенковски се интересите на граѓаните, се интересите на кавадарци и на Република Македонија. И затоа тие немаат подршка од граѓаните, не од мнозинството, не од најголемиот дел од граѓаните, затоа што граѓаните сакат напредок, сакат победи, сакат успех, сакат решавање на проблемите, а не враќање во минатото, не враќање во оние мрачни сценарии, во транзицијата. Граѓаните на Република Македонија и граѓаните на кавадарци сакаат да видат модерни политичари и сакаат да видат модерно развивање на нашите општини во Република Македонија. Затоа, од духот кавадарци, јасно им упатуваме порака дека граѓаните на кавадарци, граѓаните на Република Македонија не подлегнуваат на ситно профитерските финти на Бранко Црвенковски и на неговата дружина, на неговата кампања да не се излегува на избори. Знам дека 20.000 луѓе од кавадарци и повеќе ќе гласаат за да продолжат реформите, ќе гласаат за еден модерен политичар како што е Александар Панов. Драги пријатели, сите ние како граѓани имаме право да излегуваме на избори, да гласаме и да одлучуваме за еднината на општината, да одлучуваме врз основа на понудени програми, врз основа на понудените кандидати кои имаат визија за нашата општина. Сега, затоа што Бранко и СДСМ немаат програма, немаат визија, ајде да излегуваме на избори. Не може така. Граѓаните на Македонија ќе излезат нови избори. Јас сум силно уверен дека секој жител во Кавадарци многу добро ќе знае политиките на Бранко и неговите другари. Јас знам дека на 24 март масовно кавадарчани ќе излезат на избори, бидејќи Кавадарци има демократски капацитет и политички познавање на состојбите. И оповикува тоа да го направите, бидејќи само така ќе покажеме дека Кавадарци и Република Македонија сакат да се движат кон подобро, кон напред. Почитувани пријатели, наспроти нивните веќе видени сценарија, ние во ВМРО ДПМН и коалицијата, водени од воспоставената пракса на ВМРО ДПМН, вечерва сме собрани тука за промоција на програмата на нашиот градоначалник за наредните 4 години. Сме собрани да видиме кои нови дела и кои нови проекти ќе ги реализира нашиот градоначалник Панов и Советот предводени од ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија. Да видиме, да разговараме за проекти, за програма која ќе биде водилка во работењето во наредниот 4-годишен кандидат на градоначалникот и на советниците на општина Кавадарци. Изминатиот период како влада во сите овие области покажавме дека сме доследни на кажаното и наведеното. Покажавме дека сме влада која не сака да владее, туку сака да го слушни сопствениот народ, крајаните и да ги решава нивните проблеми со проекти, со конкретни остварувања.
покажавме дека сме влада и партија која држи до збор. Државме за збор кога кажавме дека никогаш повеќе нема да се однесуваме кон земјоделците како што некој се однесуваше до 2006 година. Кажавме дека перманентно секоја година, од година во година ќе се зголемува поддршката, но и почитта кон земјоделците во Република Македонија. Така, во 2006 година поддршката изнесуваше 20 милиони евра. За оваа година таа поддршка и почит кон земјоделците да изнесува 135 милиони евра. 135 милиони евра за оние кои произведуваат храна за граѓаните на Република Македонија. Да се подсетиме за напорите кои ги прави и министерот за здравство. Денес гледаме дека нашите лекари овозможено им е да се едуцираат и да се школуваат во многу европски земји, во Соединетите Американски држави, се со цел да стекнат знаење кое понатаму ќе го вратат и применат во Република Македонија. Стотици милиони евра се отделени за да се набават софистицирана медицинска опрема. Да се подсетиме за напорите и реформите кои ги прави министерот за образование, се со цел нашите студенти да се стекнат со знаење еднакво на студентите од сите европски земји. Затоа денес нашите студенти учат од истите оние учебници во кои ще учат студентите од најразвиените европски и светски држави. Тоа се вика почит кон сопствената држава, тоа се вика дела, тоа се вика реформи. Да не зборуваме за останатите проекти кои ги реализиравме. Да не зборуваме за проектот тука во Кавадарци, во однос најголемата инвестиција Дрексер Мајер, каде што ќе се вработат илјадници луѓе од Кавадарци и илјадници луѓе од останатите општини. Тоа се вика почит кон сопствените граѓани. Така се работи за оно што најмногу треба да се сака, за сопствената држава, за Република Македонија. Вие во Кавадарци повеќе пати се уверивте во политиките на владата за држаниот збор, за се она што значат успешно завршени реформи. Драги пријатели, почитувани кавадарчани, Александар Панов, го познавам долги години. Александар е човек кој секогаш е искрен и отворен и секогаш застанува за решавање на проблемите. Така беше повеќе пати во изминативе години, кога застануваше зад лозарите, се со цел да се решат одредени проблеми. И благодарение на неговата заложба, голем дел од тие проблеми се решаваат. Може би не сите, но голем дел се решаваат. Александар е човек кој го краси одговорност, човечност, работливост. Човек кој е упорен, а само упорните успеваат во животот. Само упорните успеваат да реализираат проекти. Знае и уме да го движи Кавадарци во вистински правец. Знае и може да работи за остварување на нови дела, нови проекти и уште повеќе да го подобри животот на граѓаните на Кавадарци. Многу нови дела ќе се направат во неговиот мандат во областта на земјоделието, образованието, социјалата, здравството, економијата, спортот и културата. Многу нови дела за напредок на Кавадарци. Сакам да ви ветам дека мојот кабинет и кабинетот на моите колеги, министри и заменици, секогаш ќе бидат отворени и за Александар, и за останатите градоначалници кои работат успешно како него. И токму затоа, вечерва, ние јасно и гласно кажуваме: Кавадарци масовно ќе излезе на овие избори, ќе го подржи Александар Панов, ќе го подржи ВМРО ДПМН. ВМРО ДПМН ќе победи во Кавадарци. Александар Панов ќе одработи уште еден мандат кој го заслужи со неговата упорност, со неговата доследност. Да сте здрави и живи, да живее ВМРО ДПМН, да живее Кавадарци, да живее
и господа, време е да ги представиме луѓето од листата на советници кои ќе му помагаат на градоначалникот во наредните 4 години. На листата на советници со број 19 Герасим Крстев. Со број 18 Блага Шикова. Број 17 Александар Тасев. Број 16 Димитрија Ангелков. Број 15 Ленче Баламидова. Број 14 Цветанка Гелова. Број 13 Љубе Мешко. Број 12 Блажо Илиевски. Број 11 Цветанка Тодоровска Митрева. Број 10 Илија Тренче. Број 9 Трајче Грков. Број 8 Златко Ташев. Број 7 Јасминка Крстева. Број 6 Блаже Тасев. Број 5 Душанка Малинкова. Број 4 Слободан Ивановски. Број 3 Анита Кинова Каракутова. Број 2 Зоран Јованчев. Прва на листата Горица Пеливанова Вилхем. Дами и господа, го повикувам носителот на листата, господја Горица Пеливанова Вилхем, да се обрати на оваа конвенција на новиот градоначалник. Браќа и сестри, драги сограѓани, како председател на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН и Кавадарци и како носител на листата на советници на ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија, чест и задоволство ми е да ве поздравам од името на целиот Општински комитет, како од името на сите кандидати за советници. И поздравувам представниците од Извршниот комитет на ВМРО ДПМН, како и кандидатот за градоначалник, господинот Александар Панов. Почитувани, довербата која
Е посебна чест за мене да ви соопштам дека денес Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН во Кавадарци важи за пример и е пофален како најдобар на ниво на Македонија. А Кавадарци го има приматот за најпамаровски град. Браќа и сестри, живееме во тешко време. Време на светска криза, кога основите на вистинските човечки вредности се ставени на тест. Време кога работењето, заложбата и диалогот се менуваат со лични интереси на поединци кои не бираат средства и начин за да ги остварат своите цели, па и поштета на сопствениот народ и државата. Почитувани, денес се испишува историјата. Денес е време кога слогата и разумот треба да победат. Како што е партијата, така и ние челниците го сносиме сиот товар и одговорност за своите постапки пред нашата историја. Затоа, секој поединец кој верува во каузата може да го даде својот придонес во градењето на нашата Македонија. Денес е момент кога треба да ги оставиме личните интереси и сите сплотени како браќа и сестри да застанеме на браникот во одбраната на партијата. На тој браник денес застанаа 19 советници од сите делови на градот. Доктори, магистри, инженери, економисти, правници, кои во иднина, заедно со председателот на Советот, ќе имаат подеднакво истата моќ со градоначалникот во водењето на градот, а со тоа сите заедно ќе го дадат својот придонес на партијата за подобро Кавадарци. Затоа ве поканувам на 24 март сите да излеземе и да го дадеме гласот за победата на Македонија. Да живее Македонија, да живее ВМРО ДПМН. Дами и господа, нема потреба посебно да го представувам. Ќе кажам само за збор го молам идниот градоначалник на општина Кавадарци, господин Александар Панов. Не знам како да почнам. Кога дојдов на площадот, верувајте дека таму дојдов за да ги наполнам батериите за овој настан. Во протоколот не беше моето присуство предвидено на градскиот площад, меѓутоа кога ја видов таа гледка, на многумина од вас им кажав дека дојдов тука да ги наполнам батериите за да можам горе да зборувам пред вас, да не ми се фати устата. Почитувани браќа и сестри,
На моето последно представување, а тоа беа локалните избори 2009 година, ви кажав дека смислата на мојот живот е ВМРО-ДПМН и нема бегање од тоа. Филозофијата на мојот живот е ВМРО-ДПМН. И сакам сега искрено на сите вас да ви дадам една порака. Тој кој што влегол во ВМРО-ДПМН е тешко дека ќе испадне. Може да замине времено во друга партија, меѓутоа повторно ќе се врати, затоа што нашето јато е многу големо. Нашето јато ја знае крајната дестинација. Тоа е просперитетот на Република Македонија. Тоа е достојна Македонија. А со тоа, како дел од мозаикот и достојно Кавадарци. Почитуван министер за земјоделие, од заменик министер за земјоделие, почитуван заменик министер во Министерството за економија, почитувани членови на извршниот комитет, почитувани членови на општинскиот комитет, почитувани браќа и сестри од ВМРО-ДПМН, почитувани коалициони партнери и почитувани граѓани на општина Кавадарци. Би сакал на самиот почеток моето обраќање да го опочнам со една крајна и неизмерна благодарност до нашиот премиер, господинот Никола Груевски, човекот кој што по втор пат ми ја даде таа привилегија да го водам Кавадарци. Кавадарци да биде дел од мозаикот на Република Македонија, каде што мозаикот и коцките се само успешност, напредок и достоинствена Македонија. Исто така, би сакал да се заблагодарам на сите членови на извршниот комитет, кои што едногласно ја поддржаа мојата кандидатура, на сите пријатели внатре во партијата, меѓутоа и оние кои што работеа против мене, затоа што со тоа ми дава дополнителна сила да издржам во мојата внатремартиска борба за само себе промовирање. На крајот сакам да се заблагодарам и на мојата фамилија, кој што беше и кој што мораше да ме трпи овие 4 години за да постигнам нешто за Кавадарци. Најмногу на моите две черки, Оливера и Ирина. Почитувани сопартници и почитувани симпатизери на ВМРО-ДПМН. Поминаа 4 години. 4 години и на самиот почеток добро се сеќавам дека некој ми кажа че летнат, вака, че ги нема. И навистина не верувам дека поминаа овие 4 години. Да не се реализираните проекти, че помислев дека ги преспавме овие 4 години. Меѓутоа, во изминатиот период работевме посветено, работевме одговорно, работевме транспарентно и работевме домаќински. На оние кога го користиме терминот домаќински. Сите домаќини во Кавадарци, ова е за оние кои што се од Скопје. Домаќинлакот го изразуваат во лебови, а ние нашиот домаќинлак го изразувавме во метри или километри асфалт, во коцки, во водоводни цевки и така натаму и така натаму. Водени од овие 4 принципи, меѓутоа и уште многу други принципи. Морам да потсетам, вие добро знаете, меѓутоа, некои во Кавадарци ги фаќа или амнезија или ги страв од нашите проекти. Затоа во тој смисол би сакал да повторам за оние кои што сакаат да заборават што е онаа кој што го реализиравме во изминатите години. Сигурно не се затоа што ќе би требаат неколку часа. Во изминатиот период реализиравме десетици километри асфалтни патишта. Патот за Ресава, дел од патот за Мушогром, патишта во градот, во селата и, што е најбитно, во периферијата на општина Кавадарци. Реализиравме десетици километри бекатон коцки и гранитни коцки, тротоари и улички, десетици километри водоводни и канализациони линии. Оваа година, конечно, Кавадарци че нема рестрикција на вода. Направивме доловите. Некои не веруваа дека толку многу пари ќе фрлиме за доловите, кои што се на некои начини решавање на атмосферската вода на Кавадарци. Еден од идните битни приоритети мои и на идниот совет.
Ги реконструиравме сите воспитно-образовни институции, 10 на број, и сте едни од ретките општини во Република Македонија кој што може да се похвали со ваков зафат. Буквално, уште со исклучок на неколку кровови на нашите училишта, имаме 10 воспитно-образовни институции кои што се 90% целосно реконструирани. Ги вративме долговите во институциите од културата, меѓутоа и инвестиравме во нивната инфраструктура, а за подсетување, Кавадарци беше историски најдобриот град на култура во Република Македонија. Набавивме 2 нови возила за противпожарната заштита и ве молам, присетете се кога за овие 4 години сте имале голем шумски пожар. Се зборуваше за пожари во Битола, во Струмица, во Скопско и не знам каде. А Кавадарци со еден од најголемиот шумски етат после Кичево немаше ниту еден пожар или тие што беа мали и локализирани како резултат и на фени индустрии и на сите оние кои што имаат противпожарна заштита под раководство на локалната самоуправа. Во овој период го имаме и најсветлиот пример на јавно предпријатие единствено рангирано во 100 најуспешни фирми во Република Македонија. Нашето јавно предпријатие е исклучок од правилото за неуспешност на јавните комунални предпријатија. Тоа е на прво место на сите јавни комунални предпријатија во Република Македонија веќе 2 години. Единствено јавно предпријатие рангирано во првите 100 компании. За прв пат со доаѓањето на власт основавме сојуз на спортови кои што можеби со скромни средства, меѓутоа го помага спортот елементарно. Ги помага оние спортови кои што немаат спонзор, оние кои што на сред сезона им откажал спонзорот и секако ги помагаме нашите дивовци кои што ги помагаат нашите деца во основните образованија. Овој проект ќе продолжи и понатаму и ќе го прошириме дури во предшколската возраст. Здравството и покрај тоа што не е наша надлежност, го презедовме со финансирање заедно со бизнис секторот во Кавадарци и секоја година финансиравме по 1 милион денари за потребите на здравството. Едноставно се приклучивме кон успешната политика на Република Македонија за смена на сите апарати, машини и модернизација во здравството комплетно. Ги реконструиравме и 4 детски градинки во Кавадарци, а пред некое време отпочнавме и со изградба на новата градинка во селото Ваташ. Домачини бевме и на европско и на балканско првенство во тука во Кавадарци и во оваа спортска сала. Тоа посебно му го должиме, му благодариме на нашиот сограѓани и врвниот спортист Врбица Стефанов. Го вративме базенот кој што е тука десно од мене, кој што беше предмет на манипулации долги 20 години. Го имавме како да го немаме. Истото тоа ја најде и спортската сала Партизан, кој што моравме по судски пат да се ја вратиме во владение. Нешто што навистина сум горд, не само јас, туку и бизнис секторот. Тука на прво место секако е Фени, тука е Кожувчанка, Градба Промет и сите други компании, да не испуштам некој друг, кои што се вградија на некој начин во нашата верска убавица, тоа е црквата Света Петка. На овој верски објект, верувајте, ни завиди цела Македонија. Кејот на реката Луда Мара веќе фана патина, затоа што изградивме и други јавни објекти, па луѓето и младината почнаа да се дислоцираат од кејот на плоштадот, па на други места кои што ги уредуваме и се повеќе ги оплеменуваме. И морам да ви признам, во моето набројување и правење на концепт, сега токму пред да дојдам тука, испуштив една многу битна работа, Дрекслер Мајер. И затоа ми е тука допишан со мали букви. Најгоре. Меѓутоа, за Дрекслер Мајер би сакал да зборувам малку повеќе. Дрекслер Мајер е гордост на Кавадарци. Дрекслер Мајер е и моја гордост. За Дрекслер Мајер ги доживеав најдобрите моменти во мојот мандат, меѓутоа и најлошите. И токму заради тоа, сакам да кажам дека во Кавадарци успешноста на еден градоначалник
не се гледа само по извршувањето на неговата функција и онаа што е дадено во Законот за локална самоуправа. Ние мораме да работиме и за привлекување на странски инвестиции, мораме да работиме кога е проблемот со земјоделието, кога има проблем со земјоделието, мораме да работиме и тогаш кога миковци имаат стечај, тогаш кога жените во текстилните фабрики штрајкуваат, кога имаме блокади по патиштата, односно да се однесуваме како вистински родител на овој град. Само за ваша информација и за информација на скептиците на кои што јавно им оставив облог, Дрекстер Мармо во моментот има околу 500 вработени, до крајот на март ќе вработи уште 100, а во мај месец ќе приме уште над 1000 вработени, над 1000 работници. Тоа значи работни места и за Неготино, Росома, а потоа и за Велес и за Прилеп. Го направивме плоштадот, кој што, ако ништо друго, бидејќи има некои кои што го критикуваат, сега им служи на повозрастните и на оние кои што со крс раце шетаат по него да не се спрепнуваат, да не се мацаат и да не си ги кршат нозите како што мајстор Чендо си го скрши ногата. Ја реконструиравме и куќата на Страшо Пинџур и спомен костурницата, независно од тоа што се тие објекти под надležност на државата. Кавадарци за подсетување, не на вас, туку на оние кои што не сакаат да го кажат или се срамат од тоа. Стана и академски град. Кој некогаш сонуваше дека Кавадарци ќе има факултет? Тоа лично му го благодариме на нашиот премиер, на неговата визија, на Министерството за образование, кој што на вистина го повлече вистинскиот потек за дисперзирање на студиите. Со помош на владата за ваше подсетување изградивме и комерцијална и социјална зграда, водевме грижа за се онаа што не е надлежност, а посебно морам да кажам, бидејќи оваа вечер ми се погодија луѓето со кои што почнав и завршив на некој начин во мојот мандат во делот на менаџирањето на земјоделието. Почнав со нашиот сегашен заменик, министер за економија Кристијан Делев, тогашен државен секретар и заменик министер во земјоделие, и сегашниот заменик министер за земјоделие господинот Коњановски. Двајца луѓе кои што за кратко време осознаа што значи земјоделието, поготово што значи проблемот на лозарството и се вградија во решавање на овој проблем. Со нивна заслуга кавадарци и кавадарчини ги дуплираа своите субвенции. Да се подсетиме, субвенциите беа 2 денари за килограм грозје. Успеавме по нивно менаџерство да добиеме уште 40.000 денари по хектар корисна површина. Искрено, министре, благодарам од името на кавадарци. Иако продолжам, на вистина ќе се задржам повеќе од тоа што ми е дозволено на оваа бина и токму тука би завршил, не дека се само овие проекти, ги има нив безброј, ги има стотици, за среќа на нас, за несреќа на нашата опозиција во Кавадарци. И морам да кажам дека од ваква референц листа би му се стреселе нозите на било кој противник во Кавадарци. Оваа референц листа го покажува вистинскиот пат, дека патот до успехот е само проекти и проекти. Мојот пријател, министерот Јанакиевски, на почетокот од мојот мандат ми кажа: посвети се на проектите, прави и реализирај проекти и нема зима. И накриви си ја капата. Токму неговиот совет ме водеше овие 4 години да работам што е можно повеќе на реализација на проектите. Тука секако морам да ги спомнам и премиерот, со кој што немав толку интензивна соработка, контакти, токму заради неговата презапатеност. Меѓутоа, активно имав соработка со вице-премиерите, со луѓето кои што во клучните моменти и за Дрекстермаер и за сите проблеми поврзани со Кавадарци имаа слух и ми помага мене, а преку тоа и на градот Кавадарци. Тука посебно сакам да изразам благодарност прво на министерот, на вице-премиерот Ставревски, а потоа и на вице-премиерот Пешевски. И сигурно дека дел од овие проекти немаше да се реализираат доколку тука не беа службите кои што многу пати беа критикувани од моја страна, меѓутоа служби кои што на вистина се на ниво на својата задача,
и си ги одработија овие 4 години. Меѓутоа, повторно спрежот ќе работи и наредните 4 години. Затоа што Кавадарци мора да биде на сите и Кавадарци мора да реализира најмногу проекти во Република Македонија. Почитувани пријатели, почитувани браќа и сестри, сакам накратко, што е можно пократко, само да ве анимирам за тоа што се моите идни видици, што се моите идни предизвици, на што ќе работиме и на што ќе бидеме посветени во наредните 4 години. Знам дека и во наредните 4 години ќе имаме и препреки, и субјективизми, и проблеми, и обструкции, меѓутоа ќе го градиме Кавадарци во таа насока. Би сакал во втората епизода од мандатот на Александар Панов како градоначалник на ВМРО ДПМН да ви ветам следно. Ќе се зафатиме со можеби најскапиот и најмакотрпниот проект од кој што сите бега во овој период, а тоа е подземниот коридор на Кавадарци, со што ќе решиме дел од паркирањето и сообраќајниот метеж во градот. Ова е проект кој што чини 3 милиона евра. Проект од кој што сите бега токму заради неговата голема вредност. Во натамошниот период, покрај овој паркинг кој што сега ќе го почнеме во овој предизборен период, ќе градиме уште еден паркинг за 200 возила во Анот. Ќе се посветиме и на битната или круцијалната потреба на Кавадарци, а тоа се атмосферската вода и покривање на доловите. Ќе го смениме асфалтот на главните улици, бидејќи во изминатиот период бев посветен да и најдлабоката периферија и најдодалеченото село да добие асфалтче, да добие коцки или да добие нешто што нема да ги гази, што нема да газат кал. Ќе го доасфалтираме патот до Бегниште, оној кој што го доасфалтиравме до селото Реса. Ќе градиме нов асфалтен пат до селото Тисан. И тоа како прва фаза на поврзување со Димиркапија, а здравје Боже и со автопатот, новиот автопат после Димиркапија. Во 2013 година со посредство на владата, односно со финансирање на владата на Република Македонија, ќе ги завршиме двата патни правци, едниот отпочнат и до пола завршен, а тоа е до Мушовгроб, хлораторска станица Мушовгроб, и оној кој што како резултат не на наша вина, туку како резултат на изведувачот не успеавме во изминатиот период да го реализираме, а тоа е патниот правец Ладно Долче Страгово Крњево. Во Кавадарци во овој период ќе се гради и нова автобуска станица како приватна иницијатива, а 2013 година и Лук Ойл ќе влезе во Кавадарци, ќе бидеме една од 5 општини каде што влегол Лук Ойл. Ќе го санираме патот до селото Раец и оној километар кој што е останат во селото Фариш, ако не со државни пари, ќе го изградиме со пари на локалната самоуправа, едноставно затоа што таму на изборите победивме 10-0. Еден од круцијалните и капиталните проекти поддржан од владата на Република Македонија, во кој што ние ќе помагаме во делот на колекторскиот систем, е и почистителната станица во Кавадарци, една од 7 почистителни станици кои што ќе ги финансира владата на Република Македонија. И еве, сега ми е посебно мило што ќе најавам една работа која што ја криев и ја шепотев овие денови, а тоа е новата австријска инвестиција која што влегува во Кавадарци и која што ќе има за последица 400 нови работни места. И за ова со опозицијата оставам облак. Во наредниот период во Кавадарци ќе изградиме и НВО центар, ќе изградиме со помош на Министерството за труд и социјална политика регионален центар за стари лица, зоолошка градина, меѓутоа школска, не по онаа скопската, затоа што овој пат нема да се такмичиме со Скопје. Аквапарк, нешто што го бараа сите граѓани во општина Кавадарци и кој што ќе биде лоциран на сегашниот олимписки базен, односно градски базен на град Кавадарци. Нова противпожарна зграда, која што ќе биде на десетици метри некаде зад мене,
скейт парк кој што за жал не успеавме да го реализираме во минатиот мандат, меѓутоа ветувам затоа што ова беше проект кој што го побара едни млади ентузијасти и го ставивме во проектите кои што го бараат граѓаните дека сега ќе го реализираме овој проект и да најавам дека од ова лето нашите деца по субвенционирана цена ќе можат да зимуваат и да одмараат во одморалиштето Михајлово. Почитувани, навистина не знам колку се задржав на говорница. Морам тука да престанам со проектите и да ве поканам во наредниот период да ја следите презентацијата на мојата програма и програмата на ВМРО ДПМН. Сакам само да се на некој начин да се поистоветам со една песна испеана од мојата култна група Dead Can Dance. А тоа е дека во овој период, па и во изминатиот период, силата ќе ја црпам од Цезар како символ на сила и од Александар Македонски како символ на сила. Посвестеноста ќе ја црпам од Сократ, а мудроста од Соломон. Само така ќе можеме да се спротивставиме кон нашиот политички противник, кој што е деструктивен, кој што е по улица, кој што ништо не сработил и кој што знае само да критикува, кој што сега спрема кампања за неизлегување, за да ја пројави својата недржавничка политика. Ќе го подсетам и тоа што го подсетувам на собирите цело време. Нашиот премиер, кога меѓу двата круга на председателските избори Бранко Црвенковски водеше, излезе јавно и не повика сите: ќе испаднеме на гласење па и по цена да ги изгубиме изборите. Тоа е државност, тоа е доказ за државност. Државничките квалитети на Бранко Црвенковски се само на хартија. Тој е државник, а не државник. Не е ни за држање за мотика. Почитувани, навистина морам да престанам. Сакам на крајот само да ви упатам еден апел. Минатите избори го добивме Кавадарци во првиот круг. Тоа значеше кратка радост и посветеност во наредниот период да се оправда таа доверба, да се обели образот прво на својата фамилија, па на оние кои што те гласале и на оние кои што ви дале доверба. Овој пат сигурно ќе биде така. Меѓутоа, би сакал да ве замолам сите кои што сте тука, сите кои што се надвор, кои што утре ќе не гледаат, да со истата посветеност се пристапи и кон советничката листа, која што е основна алатка на еден градоначалник. Не сакам јавно да споменувам негативни примери во Република Македонија, ги има повеќе. Примери во кои што суетноста на советниците или на градоначалникот придонесе нереализирање на многу капитални проекти. Затоа корист има само тие кои што си зимаа редовно паушал и плата, а зијан имаа граѓаните од општините во кои што постои таков ривалитет и таква суета. Затоа би сакал да ве замолам на 24-ти, секако пишано ни од Господ дека ќе победиме. Ние сте победниците на 24-ти. Да победиме заедно со советничката листа на ВМРО ДПМН. За Кавадарци, за Македонија. Нека Господ ви дава сила да живее Кавадарци, да живее Република Македонија.